Добар ден и денес ве поздравувам сите вас, наши гледачи, кои што сте во моментов на фреквенција на Алфа, со новото издание на Алфа Ординација. Заедно завршуваме уште еден месец, првиот месец во годината, денеска 31 јануари, помина овој месец кој што беше исполнет со навистина убави празнични моменти, но и месец кој што секојдневно сме заедно со вас, а и така продолжуваме. Верувам дека уживате во овој јануарски и сончев ден, прилично топол за овој период од годината, доколку имате и повеќе слободно време, тоа е одлично бидејќи може да се искористи и во домашна атмосфера да се ужива во содржините, но и малку да се прошета. Сега сте се верувам во своите домови, растретени од секојдневните и можеби работни обврски, но време е за новото издание на Алфа Ординација и денешната тема која што ќе обработиме, која верувам исто така дека ќе го привлече вашето внимание. Се разбира доколку имате прашање на денешната тема, телефонските линии се отворени од овој момент па се до 16 часот додека траеме и денеска. Ви ја представувам денешната тема, се одлучивме да зборуваме за процедуралните постапки, но и третманот при ургентните состојби. Ургентни состојби има многу и се разбира дека во таквите состојби треба да се делува навремено, реакцијата да биде брза, ефикасна и пациентот да биде вратен во нормална состојба. Но за сите овие процедурални постапки, како и за третманот кој што е важен, денеска во Алфа Ординација зборувам со мојот денешен гостин и соговорник, доктор Хари Хокуцијан, општ лекар од болницата Аџибаден Систина. Добар ден за вас, доктор, и добро дојдовте во нашето студио. Тука сте за прв пат и еве, ќе зборуваме за ургентните состојби, имаме повеќе работи кои што треба да ги споменеме, а при тоа тука се разбира доколку нашите гледачи се вклучат, ќе добијат и соодветен одговор. На почеток може воведно да кажеме што се ургентните состојби, како една дефиниција и кои се тие ургентни состојби кои што ги има во итната медицина, а потоа ќе зборуваме и за причините и симптомите. Ако направиме еден сублимат што се ургентни состојби се состојби кои бараат секогаш брза промптна реакција од страна на тимот на ургентниот центар поради акутно влошената состојба на пациентот. Побарува смисол, тоа иде во смисол на еден брз третман, брзиот третман побарува брза диагностика и понатака исход кој што веројатно треба да биде задоволителен во однос на здравието на пациентот. Во рамки на ургентниот центар во болницата Аџибаден Систина најчесто доаѓаат пациенти со нарушено здравје, меѓутоа по скалата на триажа најсериозно нарушено здравје, односно ургентна состојба, критична состојба се пациентите без свест, се разбира, и пациенти кои што имаат лоши или пак никакви витални параметри. Тоа значи дека компромитирано е дишењето, компромитирана е срцевата акција, има пад на крвниот притисок или воопшто нема крвен притисок. Тоа е она што бара исклучително брза реакција и заради тоа се секундите во прашање. Апсолутно да. Тука е тимот на ургентниот центар кој што се разбира е обучен за таква состојба, меѓутоа во помош, на помош доаѓаат и колегите од останатите субспецијалности во смисол на колегите од интензивна нега и реаниматологија, анестезиолозите, кардиолозите, хирурзите, кои што заеднички се бориме да го спасиме живот на пациентот. Да. Тука е важно, претпоставам, целокупната синхронизирана работа од вашите колеги кои што ги споменавте, а сето тоа се разбира представува обучен тим кој што во такви ситуации е подготвен за реакција. Тоа се процедури кои што се увежбуваат и кои што се извежбани процедури за многу кратко време се стигнува на лице место, дали е тоа салата за реанимација, каде што најчесто се пациентите, или пак доколку истите се унесреќени во некој друг дел од болницата, се прибегнува кон пружање на адекватна помош на лице место, а потоа се трансферираат во нашата сала за реанимација, која што е опремена по највисоките светски стандарди, каде што се тргнува со срцево-белодробно оживување, ако е потребно медикаментозен третман, инвазивни методи и трансфер на некој од одделите на интензивна нега. Може да наброиме кои се, да кажеме, пошто ургентни состојби претпоставувам постојат повеќе, но ние би се задржале на оние кои што се најчести и најургентни. Па да, во склоп на медицината и воопшто во ургентниот центар доаѓаат пациенти со различни типови на состојби, да ги наречеме за почеток,
кои што побаруваат ургентен третман. Од нив водечко место се пациенти со градна болка, пациенти кои што имаат покачен крвен притисок, пациенти со промена во ритамот и фреквенцијата на срцевата работа, пациенти со диспнеи, значи со отежнато дишење, дали е тоа причина белодробно заболување кој што веќе претходно го имале или некоја ново создадена ситуација, пациенти со кардиореспираторни инсуфициенции, значи со акутни попуштања на срцето, белодробни едеми. Тие се прилично чести у принцип. Да не ги заборавиме пациенти кои доаѓаат со мозочни удари, без разлика во диагностиката понатака да се утврдува дали се работи за мозочно крварење или инфаркт на мозокот. Тоа се два различни ентитета кои што побаруваат и различни третмани. Пациенти со интензивни, силни алергиски реакции, кои што знаат да бидат понекогаш навистина бурни, животозастрашувачки. Доаѓаат пациенти со разни облици на крварења. Овде не зборувам за крварења од повреди, рани и слично, туку рани од крварења од, да речеме, гастроинтестиналниот, од дигестивниот тракт, со мелени, тоа се црни столици, значи од горни дигестивни партии, ректорагии, долни дигестивни партии, пациенти со хемоптои, хемоптизи, значи со исплукување на крв и така натаму. Се разбира на сето тоа, се додаваат веќе спомнатите повреди, овој денеска сообраќаен травматизам кој што е прилично раширен за жал. И сето тоа, палетата на заболувања, состојби ја чини широка во ургентниот центар, ама од друга страна тоа пак е еден нов предизвик повеќе и ја прави работата интересна, занимлива и динамична. Да. Ќе одиме по редослед на она што концептуално го имаме за обработување денеска. Отколку кажавме кои се можеби најургентните состојби или најчестите ургентни состојби со кои што можеби и секојдневно се соочувате или се соочувате во текот на периодично, се разбира. Симптомите кога станува збор за ваквите ургентни состојби. Споменавте градната болка, споменавте за високиот крвен притисок, значи оние пациенти кои што имаат проблеми со висок крвен притисок, тоа сигурно си го знаат како такво. Примаат одредена терапија или знаат да го... Повеќето од пациентите знаат, се разбира дека имаат висок крвен притисок и повеќето од пациентите се на антихипертензивна терапија. Меѓутоа, секогаш се случува инцидент. Пациенти кои што се на редовна терапија од одредена причина, во еден миг го качуваат крвниот притисок, почнува главоболка, гадење, повраќање, проследено со болка во градите и тогаш истите доаѓаат кај нас барајќи помош, за да понатака, од кога ќе се среди таа состојба во ургентниот центар, да бидат понатака повторно поставени на истата или пак да се смени нова терапија, антихипертензивна, за да го пролонгираат понатака процесот да бидат под контрола, да им биде крвниот притисок. Тоа би била процедуралната постапка за оние кои што доаѓаат со хипертензија и одредување на понатамошниот третман. Кога станува збор за градната болка, многу пати можеби на речиси, па да кажеме на секој од нас му се случува да почувствува градна болка. Тоа не мора секогаш да значи дека е симптом за нешто итно или некоја... меѓутоа не треба да се потцени градната болка. И не треба да се игнорира, туку треба консултација. Не треба да се игнорира, не треба да се потцени градната болка, затоа што лајкот не секогаш може да процени дали е тоа градна болка од срцев происход или аларм за нешто посериозно. Или пак е нешто друго. Особено градната болка е карактеристичен и опасен симптом кај пациенти кои што веќе имаат историја на срцево заболување, кај пациенти кои што веќе имаат одредени хируршки зафати у смисло на бајпас или пак стентирање на крвните садови на миокардот. И тоа не треба да се пренебрегне како факт. И исто така, пациенти кои што се диабетичари, нив опасноста исто е присутна и треба да побараат медицинска помош. Помошта во
се состои во тоа што рутински ќе се направи едно ЕКГ и ќе се добие увид дали е тоа градна болка од кардијален карактер или не. Во одреден број случаи навистина не станува збор за нешто што е опасно, страшно. Меѓутоа во другиот дел секогаш станува збор за нешто што е веќе понапредната кардијална болест и си побарува понатака третман по на соодветниот оддел. Така. Но оние пациенти кои што имаат градна болка и кои што редовно дека се консултираат со доктор, им се прават и тие редовни прегледи. Но кога стана збор за ваква ургентна состојба, кога се чувствува веројатно веќе неподнослива градна болка и од тука ги плаши и време за одење на брзина и барање итна медицинска помош, каков е тука третманот или помошта која што се добива, бидејќи претпоставувам дека времето тука е важно во однос на сите тие прегледи кои што не можат така процедурално да поминат? Точно е тоа, значи во рамките на ургентниот центар обучен е тимот и практички се препознава различни видови на градна болка, различен интензитет на градна болка, различна силина на болката и сето тоа де наведува за отприлike каков облик на болка е. Меѓутоа, ниту еден не поминал без да се направи ЕКГ и со тоа ЕКГ добиваме валидни податоци дали е градната болка кардијална или не. Ако е кардијална, понатака продолжуваме со диагностиката, со ензими, се земаат ензими и доколку и тие се позитивни, тогаш се трансферира на кардиологија, каде што понатака се превземаат инвазивни методи за лекување на таа состојба. Следното што го споминавте беше отежнатото дишење, така? И тоа представува, да кажеме, причина за паника која што може да почувствува самиот пациент кој веднаш се јавува на доктор? Да. Причините за отежнатото дишење може да бидат различни. Веќе спомнав дека пациенти кои што имаат претходни белодробни заболувања се поподложни на една таква состојба. Меѓутоа и состојбите кои што се поврзани со кардиореспираторниот систем знаат да направат една диспнеја, едно отежнато дишење. Од друга страна, пациенти кои што имаат хронично обструктивна белодробна болест, пациенти со астма, исто така лесно влегуваат во тој зачаран круг на отежнато дишење, со кој што по ургентниот центар се обидуваме и успеваме со соодветна терапија да го смириме прво отежнатото дишење, за да можеме после да направиме диагностика. Бидејќи прво треба да го смириме пациентот, да ја смириме состојбата, за потоа да прибегнеме кон диагностиката која што во прво време се состои во една рентген снимка, земање на одредена лабораторија, да видиме дали за тоа отежнато дишење се крие нешто друго, евентуално посериозни состојби и повторно да се постави на соодветна терапија и да се следи, мониторира неговата здравствена состојба. Се чини дека имам знак за гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Едно кратко прашање. Да. Предено мозечен удар. Не интервенирано и не станува под паркинг. Јас многу слабо ве слушам, не знам докторе вие дали слушате. Малку се извинувам ако може малку погласно или од режијата да го појачаат тонот, пошто навистина слабо слушаме. Дали ме се слушате? Да, повелете. Прашање до докторот. Добро. Скоро имав напад и при спиење ме као удари нешто и ме разбуди. Дали нешто тоа има значење? А нешто ве разбудило од спиење, тоа го разбрав. Да, разбудило нешто од спиење. Као удар, да му удари некој во главата. Удар во главата, добро, добро. Значи, веројатно пациентот и претходно има некои здравствени проблеми, кои што сега не знаеме од кој карактер се, меѓутоа, со оглед на тоа што се случило и тоа го разбудило од сон, би требало понатака да дојде да се доиследи таа состојба у смисол дали е тоа централно, значи мозочни проблеми или пак се работи за нешто друго. Веројатно се работи за првото. Така. Значи дека па секако се необходни понатамошни прегледи.
За да не дојде, се разбира, не да боже, до комплицирање на Да, да. операцијата, повторување и така натака. Објаснивме за отежнатото дишење, што значи дека Да. се смирува пациентот, се регулира дишењето, понатака се одредува дијагнозата, а со самата дијагноза се одредува и понатамошниот третман. Стигнавме до проблемите со дигестивниот систем, кој што ги споменавте. Симптомите дел кажавме, дел ќе ги Така. да објасниме, кои што се појавуваат и се разбира помошта во овој случај. Во дигестивниот систем многу чести се акутните крварења од горниот дигестивен тракт. Тоа се најчесто улцери, значи чиреви на желудникот или на 12-палачното црево на дуоденумот, кои што предизвикуваат поголеми или помали крварења во дигестивниот тракт. Се карактеризираат со црна столица, така наречена мелена, која што практички е и веројатно еден аларм за пациентот, пошто тоа не е вообичаено за него, и побаруваат веднаш помош. Помошта се состои во прво да се субституира, ако е хемодинамски нестабилен пациент, да се субституира, да се крвниот притисок да се стабилизира, а понатака со ендоскопски методи, значи со гастроскопија, да се влезе во желудникот, да се види од каде е крварењето и истото да се склеротизира, односно да се запре крварењето. За разлика од тоа, долно-дигестивните крварења, тоа се крварења од дебелото црево, се исто во доменот на гастроентерохепатологијата, се прави колоноскопија и истиот е методот за запирање на крварењето од таму, меѓутоа понатака треба да се доиследи зошто дошло до тоа крварење, дали е тоа некој сериозен ентитет или не, меѓутоа мора тоа да се до крај доиследи. Да. Дали се обично пациенти кои што имаат исто така претходна одредена дијагноза или некакво заболување во тој дел? Да, не мора да значи. Не мора да значи. Може да имаат претходно заболување у смисол на оштетување на слузницата, на желудникот, хронични или акутни гастрити, меѓутоа се случува тоа и поради земање на терапија, која што е назначена сепак од лекар е назначена терапијата, меѓутоа се тоа лекови кои што ги оштетуваат слузницата на желудникот, од типот на антиагрегациона терапија, најчесто аспиринот е причинител, понатака нестероидни антиреуматици, лекови у народот познати како лекови против болка, некритичко земање на тие лекови во поголема количина од пропишаната и од дозволената, предизвикуваат вакви проблеми, односно ја нагризуваат слузницата на желудникот, а понатака тоа може да предизвика вакви крварења. Така, и тоа е индивидуално од пациент до пациент и од Секогаш индивидуално од пациент до пациент. Да. Има пациенти кои што цел живот се на антиагрегациона терапија и немале такви проблеми. Има некои кои што се у почетниот фаза на земање на лекот и манифестираат една ваква слика. Да, и има вакви реакции. Апсолутно. Во ургентните состојби ги споменавме и бурните алергиски реакции. Тоа претпоставувам дека се алергии кои што самиот пациент до тој момент ги немал, веројатно, и наеднаш се избувнуваат појавуваат, алергија. и наеднаш се појавуваат. Најчесто етиологијата не е позната, најчесто кој е причинителот на таа бурна алергиска реакција. Тие бурни алергиски реакции се сериозни и можат да доведат до шок на организмот, до шок на пациентот. Тоа е анафилактична реакција која што мора брзо, промптно да се коригира, затоа што понатака, ако се остави, може да заврши со несакан некој ефект, со несакан крај, да речеме. Овие во последно време се многу чести алергиските реакции, особено вака бурни алергиски реакции. Дали тоа се должи на современиот начин на живот и консумација на некои производи кои што не се карактеристични за ова подрачје, земање лекарства кои што како суплементи, мислам, кои што денеска луѓето на големо ги користат. Да. Но и тоа успешно се решава во ургентниот центар. Пациентите веднаш се мониторираат, веднаш се аплицира соодветна терапија, тоа се антихистаминици, кортикостероиди, калциум и се враќа пациентот полека во нормала. Имаме гледач, добар ден.
Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, со Алфа телевизија? Да, во програма сте, ве слушаме. Повелете со вашето прашање. Јавуваме се од Берово. Поздрав до вас. Имам отежното дишење. Повеќе на вечер. Сад тоа дишење дали од белодробното заболување или од астма што ја имам, не знам, да ти кажам и сакам да го прашам докторот што ќе дам ми одговори нешто, да ми каже лек. Добро, вие имате астма и Навечер кога легнувате е отежнато дишењето, Да, навечер кога е отежнато ми е, а и преко ден некогаш ми е отежнато дишењето и ми се подуе коремо, стомакот ми е подуен и не можам да издржам, ме затне во грлото горе и не можам да дишам. А имам астма и од астмата ле или од белодробното заболување. астмата е белодробно заболување и астмата е велам белодробно заболување. Да. Астмата е еден од честите причинители на состојби на отежнато дишење слушам. и предпоставувам дека отежнатото дишење потекнува од астмата. Вие земате лекови против астмата? Земам пумпица, една од тие жолтите и од апчињата аминофилин. Предпоставувам дека ќе треба да се смени терапијата кај пациентката. Ќе треба да се додадат бронходилататори за да се ослободи дишењето. На одделот за пулмологија, сигурно, ако се јави на преглед, ќе и помогнат. Така, имаме следно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, ќе го поздравам уште еднаш гледачот. Добар ден. Ние ве слушаме во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Добро, тогаш гледачката нека се обиде повторно да не побара или доколку има некој проблем со телефонската линија, се надам дека ќе се решат вино за да може да комуницираме без проблем. Алергиските бурни реакции ги објаснивме, тоа се ситуација кои што верувам дека во пракса, она што покажува вашата работа, вашето искуство е дека се доведуваат побрзо во контрола за разлика можеби од останатите други диагнози и случаи. Може да ги додадеме она што го спомнавме на почетокот, мозочни удари. Да. Исто тоа е симптоматологија, состојба, болест која што често се појавува кај нас. Како мозочните удари со одземеност на екстремитет, со губиток на свест, отежнато зборување. Значи, овие состојби треба веднаш да се направи дистинкција за што се работи. Дали се работи за мозочно крварење или пак за инфаркт на мозокот. Доктор Хари, се извинам, само малку ќе ве прекинам, бидејќи имаме гледач, за да не се исклучи да нема вака проблеми со линијата, ќе го вклучиме па ќе продолжиме кај мозочните удари, таму застанавме. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Во врска со темата сега се уклучив. Добро. Ако може да прашам. Може, повелете. Во врска изгледа за мојот проблем не се работи. Ќе ми појасни докторот. Добро. Се поздравувам двајцата. Ако може доктор да ми кажете, има проблем многу со желудникот. Денски не, ама навечер и у 3 сата да ручам, ако не се напием апчиња 2 пати и сабали и навечер, обавезно повраќам прво така изригнување и на секој изригнување плукање, пред мене мора да имам нешто пластично и таму до 10 сат не можем да издржам, па идам у веќе, па исповрнам, бркнам прстот, 5-6 пати додека се не изфрлам, да се смирам и така после се смирам. Што е проблемот? Што ќе ме советувате? Од што може да советувам да направите тување на желудникот? Ќе ви советувам да направите анализа за хеликобактер за почеток. Дали е позитивен хеликобактерот кај вас или не.
Ако е позитивен, тогаш ќе треба да бидете поставени на соодветна терапија за хеликобактер. Ако не, тогаш ќе треба да се направи и гастроскопија, да се утврди причината, вистинската причина зошто е ова вака и зошто после секој оброк повраќа пациентка. Значи тоа е прегледот кој што треба Тоа треба да се направи. заpravo да се направи. Дали имаме следен гледач? Пред да продолжиме? Добра. Окей. Застанавме до мозочните удари. И дистинкцијата која што треба да се прави. Дистинкцијата се прави со магнетна резонанца за да се утврди зашто се работи. Дали станува збор за крварење мозочно или пак за мозочен инфаркт, затоа што тие се два ентитета со две различни типови на лекување. Доколку се работи за мозочно крварење, тогаш може да биде индициран оперативен зафат. Сепак тоа зависи во кои делови на мозочното стебло е мозочното крварење, а доколку има инфаркт на мозокот, тогаш се прибегнува кон една современа метода, терапија на церебролиза, за да се надмине тој проблем. Што значи дека што е важно кај оние пациенти кои што доаѓаат со дел од симптомите за мозочен удар и Па важно е да дојдат што побрзо. Важно е да дојдат што побрзо, затоа што тераписки времето е ограничено за церебролиза до 6 часа од настанување на симптомите. И затоа е тоа многу важно да дојдат што побрзо. Ве пратам, само да не прескокнеме некои од ургентните состојби кои што ги споменавте. Ми се чини дека стигнавме до оние повреди кои што може да се случат инцидентно. Да. Доколку има уште Такви нешто се што многу чести. Тоа се повреди најчесто кај децата, кај детската популација, меѓутоа и кај возрастната популација повредите се многу чест облик за интервенции во ургентниот центар. Зависно од тежината на повредите, зависно од бруталноста на повредите, се преземаат и различни медицински мерки. Дали ќе заврши само со обична сутура, односно со шиење на раната, или пак ќе побара и додатна медицинска интервенција, односно диагностика, дали има повредено подлабоки ткива, коски дали има повредено, за да се понатака интервенира и на тој план. Да. Тука се вклучуваат и дел од пациентите кои што доаѓаат и по случај на моментална сообраќајна незгода која што секако сообраќајниот травматизам е многу чест во денешно време, многу чест. Страдаат возачи, пешаци, совозачи. Тоа е често во зависност од типот на повредите, од обемот на повредите се пружа соодветна помош. Она што е важно е дека, тука улога и клучен момент се брзата реакција, самата работа или ефикасноста, стручноста на самиот тим кој што неспорно кај вас во Џибадем систина споменавме дека го има и дека располагате со сето тоа, но мене ме интересираат процентот на компликации кои што може да се случат при реагирањето вакви ургентни состојби. Пред тоа одговориме прашањето, ќе му дадеме предност на гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Не знам дали ќе може доктор да ми објасни за мојата ситуација. Се јавам од Струмица. Многу устата ми се лепе и кога ќе допрам јазикот на непчето и на шлебината ме боцкат. И кога јадам, многу јадењето ми се прави лепливо и ми крцка просто како да јадам песок. Не знам што да правам и кај да се обратам. На многу места сум била и во клиниката за уво, нос и грло и на стоматологија. Терапијата ништо не ми помогнува. А шекер, дали имате испитано? Ниво на шекер, дали имате испитано во крв? Нема. Испитајте ниво на шекер, гликемијата испитајте. Испитано ми е, немам шекер. Немате? Немате шекер, добро. Не. Од еден од симптомите на диабетот е и тоа. Меѓутоа, велам, еден од симптомите на шекерната болест е и тоа. Лепење на устата, сува уста. Ако е тоа докажано дека немате, тогаш ќе треба да се направат пообсежни анализи, крвни анализи, да видиме дали се работи за нешто посериозно и евентуално на
одделот за уво, нос и грло кај нас дојде да се испита сувоста на јазикот. Добро, имам уште еден гледач. Добар ден. Добро, продолжуваме понатака. Компликации може секогаш да има, независно од, нели рековме, брзата реакција и стручноста на тимот или самиот пациент. Компликациите можат во одредени ситуации да бидат неизбежни и едноставно да се случат. Но колку често тоа се случува или ретко, ќе кажете вие, и што најмногу е причина за тоа? Компликации секогаш може да се случат. Тоа е неминовно дека компликации можат секогаш да се случат. Меѓутоа, во болницата се обидуваме и се надевам дека и успеваме бројот на и процентот на компликации да го сведеме на апсолутен минимум. Бројот на компликации е негде во ниво на светски рамки. Тоа е така затоа што се работи тимски, затоа што се работи дисциплинарно. Постојано има соработка помеѓу колегите од различни специјалности, од различни оддели, и тоа е еден од предусловите, од клучните предуслови за бројот на компликациите да се сведе на минимум. Меѓутоа, не може да се исклучи дека компликации се случуваат, но и тие што се случуваат понатака се решаваат во рамките на болницата. Во делот денешната тема е добро да го спомнеме и медицинскиот транспорт, кој што исто така зазема значајно место и кој што ке вас функционира нормално. Да, функционира медицинскиот транспорт. Медицинскиот транспорт се изведува со 3 современо опремени амбулантни возила. Тоа се амбулантни возила опремени по светски стандарди, значи со соодветна опрема од типот на мониторинг, на кислородна поддршка, инфузомати, перфузори, респиратор машини, се она што е неопходно и потребно да пациент безбедно биде пренесен од една до друга точка. Вакви медицински транспорти се изведуваат во рамките на градот, значи градски транспорти, од една до друга болница или од дома до болница и обратно. Исти такви се изведуваат и ширум Македонија, а секако и надвор од границите на Македонија, практички со целата околина со која што граничиме и многу подалеку се изведуваат транспорти медицински во европски земји, Германија, Австрија, Унгарија, Шведска, значи и далечни, релативно сега, нели, далечни дестинации. Во зависност од пациентот, од состојбата на пациентот, транспортот го изведуваат колегите кои што, ако е пациентот, значи во тешка здравствена состојба, ако не дише спонтано, ако е на респиратор машина, го изведуваат колегите од интензивна нега и реанимација, тоа се колегите анестезиолози. Ако е кардиолошки пациент, кардиолог го изведува транспортот и до сега не сме имале некакви проблеми, компликации. За пациенти кои што ги носиме во нашата болница од друга болница или од друг град, од друга држава, постојано сакаме да сме во контакт со болницата во која што пациентот веќе се наоѓа, за да ја знаеме вистинската здравствена состојба на тоа лице, за да може веќе да биде спремно и подготвено се кога ќе дојде тука, да не се губи безпотребно време, него веднаш да се продолжи онаму каде што практички ја застана тоа. Така. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Добар ден. Ја не знам што се случува со телефонскава линија и дали ова гледачот од претходно со кој што не можеме да се слушнеме, но како и да ние ќе продолжиме за да не губиме време. Кога станува збор за препознавање на симптомите, следењето на истите, сега можеме да направиме една поделба на пациенти кои што за жал имаат одредени хронични
заболувања, диагностицирани им се како такви и таквите пациенти веќе добро си ја знаат сопствената здравствена состојба, ги почитуваат препораките и советите од докторите кои што им закажуваат прегледи редовни се со цел да се прати состојбата. И прашањето ми е дали кај ваквите пациенти сосема е намален ризикот или е многу помала веројатноста за случување на одредена ургентна состојба, додека пак кај оние пациенти кои што можеби не се свесни, не знаат дека имаат одредено заболување и не се спремни, па токму ургентната состојба ги да чекуваат или на... Точно е тоа, затоа што пациенти кои што се долгогодишни пациенти, односно ја знаат својата болест, ја лекуваат својата болест, ги препознаваат дури и симптомите на својата болест, промената во состојбата, тие знаат точно кога треба да побараат плюс медицинска помош. Да. За разлика од луѓе кои што долго време, многу често се случува во ургентниот центар да диагностицираме, еве со што се јави гледачката, шеќерна болест. Долго време диабетик, меѓутоа никогаш не обрнал внимание на симптомите, не обрнал внимание на своето здравје и е апсолутно изненаден кога ќе му кажеме дека нивото на шеќерот кај него е покачено и дека тоа не е од сега, него било и месеци, години наназад. Истото се случува и кај пациенти со покачен крвен притисок, истото долго време ги игнорираат симптомите и кога ќе откриеме крвен притисок, веќе не е доцна, меѓутоа изгубено еден период и можеби каква таква штета е направена, а не морала да биде да се случи. Што значи дека од тука е многу важно, еве и во овој дел од алфа-ординација, во днешната тема да споменеме или вие да дадете некој совет за тоа колку е важно навременото распознавање на симптомите, при тоа брзата реакција на самиот пациент кога веќе ќе почувствува дел од симптомите за кои што зборувавме и досега, а кои доколку се игнорираат може да доведат до не да боже ваква ургентна состојба. Пациентите, луѓето, не сега пациентите, туку луѓето не треба да ги игнорираат симптомите. Не треба да ги занемаруваат симптомите. Не треба да занемаруваат промена во одредена состојба на своето тело. Нека дојдат, нека го кажат проблемот, ќе ги насочиме, ќе ги упатиме, може ќе откриеме зашто точно се работи, ќе им олесниме на луѓето, животот ќе им го олесниме, проблемите ќе им ги решиме. И веќе како се приближуваме кон крајот, уште едно прашање кога станува збор не од аспект на пациенти или луѓе кои што доаѓаат во случај на ургентни состојби, него од ваш аспект во долгогодишното работно искуство, онаа спремност, да се разбира вие и вашите колеги и таа смиреност која што можеби е присутна во оние моменти кои се случуваат при самите соочување со ваквите состојби, што е дел и од професионалноста, нели? Па добро, да. Смиреноста е неопходна за лекарската работа. Не само за нашата како ургентни лекари, него и како лекар воопшто. Да. Паниката никогаш не вродила со плод и постојано ја инсистирам кај пациентите кои што на еден или друг начин панично реагираат да се смират затоа што паниката не носи ништо корисно, не носи ништо добро, само го отежнува веќе. Да, може да влоши самата ситуација. Веќе постоечкиот проблем го влошува. Да. А со тек на години веројатно се навикнува човек и на одредени ситуации, на одреден начин да реагира со различни луѓе, со различни пациенти. Секогаш е различно. Секој човек е сам за себе ентитет. Јас верувам дека на нашите гледачи добро ми објаснивме за тоа како изгледаат процедуралните постапки, но и самиот третман при ургентните состојби. Дел од нив успеа да се вклучат со прашања кои што можеби ги мачат, односно ете се уште немаат направено соодветен преглед или консултација со доктор за одредени здравствени тегоби кои што ги чувствуваат, но ете советот до сите нив се разбира навремена и редовна консултација со доктор за избегнување на дел од оние ургентни состојби кои што ги кажавме, а дел се непредвидливи и никој не може да знае. Но затоа вашиот тим е тука подготвен да реагира во секое време за било која од овие ситуации. Ви благодарам што бевте со мене, со нашите гледачи, што бевте дел од алфа-ординација и што можевме да зборуваме денеска на оваа тема. Верувам помогнавме, а исто така верувам дека ќе се видиме во следна прилика на друга тема заедно со вас. Ево овие списанија од Color Media кои што ги подаруваме секојдневно, ви ги подаруваме и вам денес.
Имајте убав, може би да речам, помирен работен ден. А што се однесува до нашите гледачи, ќе се заблагодарам за денешното внимание. Зборувавме на темата за ургентните состојби, а мој денешен гостин беше доктор Хари Хокуцијан, општи лекар од Аџибаден, Систина. Веќе утре имаме нова тема во Алфа Ординација, во која што повторно ве покануваме се разбери и со вашите прашања и со вашето внимание. Останете со програмата на Алфа и имајте убав остаток од денот. Довидување.